Морам уште од почеток, значи уште еднаш да потенцираме дека не е само овој министер крив за нашата положба, не е само ова влада, нашите маки, обезвреднувањето на нашиот труд и нашата работа почнува од поодамна, почнува од професор Колевски, од доктор професор Тофовски, Даниловски, професор Димов, докторите Селмани, доктор Османи, па се до господинот Тодоров. Меѓутоа, тоа што го направи сегашниот министер и тие околу него е тоа што тие не наслонија на зид. И уште полошо, му дадоа наслов на тој зид. Меѓутоа, не е срам да работиш честно, совесно, макотрпно и да не си доволно платен за тоа. Тој зид на срамот, кој тие така го нарекува, тој постои, меѓутоа го граделе тие што ги броев јас. Тие го градат тој зид. И тој зид постои, меѓутоа тој е на оваа страна, не на наша страна. И тој зид, значи, министерот не треба да го промовира, него треба да го руши. Треба да го руши заедно со нас. А не покушавај, господине министре, да рушиш нешто друго. Нашиот однос према пациентите. Тоа нема да успееш никогаш. Ќе ви кажам зошто нема да успеете. Тој однос се создава макотрпно, секојдневно, со месеци, со години се создава. Тешко е да се пробие тој. Ево пример. Ние често ни се случува да дежураме и звони телефонот и одма ни лупа срцето, ни треперит. Креваме слушалка и ни велат: докторе, кафето е готово. Арно, ама ние не знаеме зошто не викаат. Тек кога... И уште нешто. Не можеш тој однос, ама никогаш да го рушиш затоа што само ние знаеме, само ние го чувствуваме тој миг, само ние за неколку секунди се потиме, се лиеме од туш излезени во моментот кога одлучуваме за нечи живот. Тоа само лекар го доживува и никој друг. Нема цена, господине министре, нит може да се купи со пари задоволството кога еден пациент те гушка, ти се заблагодарува: фала докторе за се што стори за мене. Нема тоа цена, не може да се руши тој однос, господине. Она што можете вие да го правите, господине министре, е да седнете со нас во маса. Тука со разговор, будете храбри, земете храброст, сите проблеми на маса се решаваат, ние сме спремни, викнете не. Ако не можете сами, покушавајте да најдете некој од нас да ви помогне, ако успеете да најдете некого. Само немојте да го земите адвокатот на Хипократ и изгубениот во комората. Да. Уште нешто ќе го завршам овој моје излагање со малце хумор. Значи, очигледно дека штрајкот постои, очигледно дека не гледате и не чувствувате, господине министре. Вие и не спиете убаво, господине министре. Да. Меѓутоа, лекот за вашиот несоница сме ние. А од друга страна пак, вие сте лекот за нашите маки, за нашите барања. Затоа повелете: ние сме спремни, ние сме толерантни. Ние 20 години чекавме, 20 дена не ни се ништо. И уште нешто за новинарите.
продолжете вие, господина новинари, да завршите вашата работа како што ја вршите. Меѓутоа, ако ќе прашате дали сме задоволни или не, немојте да прашате директори. Прашате лекари ако можете да најдете. Ако не можете да најдете, тоа друг е крив за тоа. Ви благодарам.